ситуацијата со шумските пожари во Македонија е алармантна. Секоја година, особено во летните периоди, Македонија се претвара буквално во пекол и просекот на изгорена површина во периодот од 2006 до 2023 е околу 12.000 хектари и тоа кулминираше 2024. Само во 2024 година во шумски пожари изгореа 90.000 хектари површина, што е околу 3,6% од цела територија на државата. И секоја година ние се соочуваме со истите проблеми кога се во прашање шумските пожари. Тоа е недоволна опременост на противпожарните единици. Нашите противпожарни единици влегуваат во оган со несоодветни обувки, со стара опрема и облека, а опремата пожарникарска не е како обична облека која може да се носи 5-10 години, она си има рок на траење, користена, некористена, и тоа е краток рок, од кога ќе помине рокот, таа веќе не ги штити пожарникарите. Пожарникарите користат стари боци за кислород, кои што се под притисок и кои во таква ситуација и сами по себе се опасни по живот. Имаме стари противпожарни возила, се соочуваме со проблем на недостаток на модерни и мобилни противпожарни возила, се соочуваме со проблем на несервисирани авиони, недостаток на персонал. Годинава се доведовме во ситуација пензионери да летат авиони и да гасат пожари. Секоја чест за хероите кои што се бореа со огнените стихии, но во ваква катастрофална ситуација со пожари, да не се предвидат повеќе средства за заштита од пожари не е показател на неодговорност, ами е симптом на самоуништување, и затоа со амандманот предлагам 200 милиони денари да се додадат во ставката купување опрема и машини и да се прераспределат на територијалните противпожарни единици и на територијалната противпожарна бригада на град Скопје.